Почитувани професори, почитувани студенти, драги гости, ова денеска присуствуваме на уште едно предавање од циклусот предавања наши алумни на Институтот за филозофија. Виктор има многу алумнус на, претпоставувам, многу универзитети и институти, вклучително и на Институтот за класични студии, нели? Така што на филозофскиот дупли алумни. Но предпоставувам дека токму поради главните, нели, затоа што главните студии ги барем ние мислиме дека главните ги завршува тука, затоа и повторно го покануваме Виктор да видиме како после тие повеќе циклуси на бидување алумни на други универзитети го изградил Виктор во своите истражувања. Значи, денеска присуствуваме на предавањето на доктор Виктор Илиевски. И беше најавено ова предавање. Повод всушност за организирањето на ова предавање е објавувањето на неговата книга, поврзана со Платоновата теодикеја, која што чисто наслов всушност го преземаме и како наслов на ова денешно предавање, и тема со која што нашиот драг Виктор се занимава долги години и представам сите, особено јас, сакаме да ги чуеме овие длабоки истражувачки интересирања на Виктор, така што јас нема да зборувам повеќе, ќе му оставам местото на Виктор. Сега навистина сметам дека и без презентацијата Фала ви на сите што дојдовте. И да, мали или крупни технички проблеми, но многу беше добра презентацијата, тоа ви гарантирам. И сега ќе мораме... Ќе ни ја пуштиш пак. Ќе ни ја пуштиш пак. Кој знае каде? Во облаците. Во облаците. Па добро, темата и идејата не се од секојдневниот живот. Темата на денешното излагање, и се надевам дискусија, го проверувам времето, имаме некои 45 минути, се Платоновата теодикеја и Платоновиот концепт за материјата или материјалноста, кои се поврзани, прашања се разбира. Значи, можеме да почнеме од основата, од основите. Ајде, не мога да пишем грчки. Теос плюс дике теодикеја. Теос значи Бог, дике значи правда. Правда за Бог, во одредена смисла. Терминот не доаѓа од Лайбниц, кој го разгледувал тој перенијален проблем, како и многу мислители пред него, и кој како, така да кажам, теистички филозоф, почувствувал потреба на некој начин да ја одбрани Божјата добрина наспроти сеприсутното зло во овој свет, кое е наводно, нели, создание на седобриот Бог. Така да го добијаме терминот. Кога во прашање злото, исто можеме да се навратиме на Лайбниц, бидејќи тој препознава, прави една класификација на злото во три категории. Три категории, кој е физичко зло, морално и метафизичко. Физичкото зло
се однесува на терминот се однесува на сите лоши работи што им се случуваат на свесните, како се кажа, словесните суштества и кои доаѓаат од природата. Тешки болести, природни катастрофи, па дури многу базични проблеми како што се комарците преку лето. Сето тоа спаѓа во рамките на физичкото зло и тоа варира од благи форми, како што е, не знам, настинка, до големи катастрофи, како што сведочиме, за жал се почесто. Еден скорешен пример се големите поплави во шпанската област Валенција. Тоа е физичко зло. Морално зло е она што ние тежнееме да го сметаме за вистинско зло. Бидејќи луѓе ќе ви речат, меѓутоа ова не е зло. Зошто? Затоа што позади него не стои, како се вика тоа? Moral agent. Воля. Не стои вршител, дејственик, не постои дејственик кој би требало да ги разбере моралните закони. Океј. Затоа најчесто ова го сметаме за зло. Морално зло се видете сега тоа е исто еден, така да кажам, флуиден концепт. Бидејќи денеска барем во терминалното морално зло е човечката изопаченост. Тоа би било најтемелен поим за моралното зло и за злото воопшто била човечката изопаченост, посебно кај оние луѓе кои практично наоѓаат задоволство во тоа што им нанесуваат болка на други. Меѓутоа, како флуиден концепт, тој се менува. Например, во 80-тите, да кажеме, тоа не мора да биде така, меѓутоа денеска практично, посебно во некои делови на светот, може да се смета за морално зло, например, одбивањето да се рециклира. И нерециклирањето во некои делови од светот се смета веќе како општествено неприфатливо однесување. Така да може да се флуиден концепт. Меѓутоа, генерално се однесува на лошите нешта кои еден свесен дејственик го врши на друг свесен дејственик или на други живи суштества, како што се животните, или пак на природата. И метафизичко зло е основата, темелот, тука се почнува. Лайбниц ке рече дека метафизичкото зло е темелниот факт на несовршеноста и непотполноста на природата. Меѓутоа, метафизичкото зло може да се согледа и како самиот корен или извор или причина на сите зла. Тоа е уште една. И пак истата таа материјална природа, например, може да се земи како причина на злото. Така да, например, можеме да кажеме дека за Платон метафизичкото зло или темелот, основата на сите останати видови на зла е токму материјата. Што е материја кај Платон? Затоа ќе зборуваме малку полисно. Меѓутоа, метафизичкото зло е материјалноста или телесноста. Мал спойлер, Платон не збори за материја, Платон збори за соматоидес или corporeality или телесност. Кај Платон основните, како да кажам, делчиња на материја се тела веќе, кои градат други тела. Океј. И сега, значи ги имаме сите овие типови на зла, никој не може да ги негира, иако некои луѓе ги негираат. Тоа се вика
решение на проблемот на злото преку негирање на постоењето на злото како објективен факт. Злото е нешто што е во нашата глава, или злото зависи од перцепцијата, од точката на гледиште, бидејќи како што вели Хераклит, за водата е за рибите извор на живот, а за човекот извор на смрт. Значи, дали е добра или лоша? Не е добра или лоша, зависи од перспективата. И слично нешто вели и Демокрит за водата, и тој вели, рецимо, тој нуди и решение на загадката на проблемот, вели, ако сакаме, ако сметаме дека имаме проблем со водата, наравно се разбира карикирам или парафразирам, доколку сметаме дека водата е зла, дека може да ни нанесе штета и болка, решението е во мудрост. Научете да пливате. Тоа е знаење. Знаењето е решение на проблемот. На злото. Како и да е, злото се манифестира како што за најголемиот дел од нас како нешто многу реално и конкретно, без обзир дали се работи за природни непогоди и болести, без обзир дали се работи за неетичко однесување на другите или на нас самите, или пак се работи за фактот на несовршеноста, минливоста на светот во кој што живееме. Можеме да имаме многу добар живот. Тешко, ама теоретски е возможно. Без болести, без несреќи, без прерано губење на блиски лица. Меѓутоа, како и колку да живееме, на крај материјата ќе не издаде. Не можеме да останеме во неедна, колку и да е добра ситуација за секогаш. Океј. Значи, тоа е факт, неспорен факт, повеќе или помалку, веламе луѓе го негираат, меѓутоа повеќето не. И другиот факт за личност која така да кажеме е побожна или религиозна, е дека постои Бог. И гледате, кога имате Бог кој е постојат три главни атрибути, нели? Три главни постојат безбројни, би рекле, божествени атрибути, затоа што Бог би требало да биде неограничен, меѓутоа трите главни се милостивост, се знајност и семки. И монотистичките религии го имаат тој концепт на Бог предвид кога се водат теолошки расправи од кој било вид. Сезнајност. Што значи сезнајност? Сезнајност значи дека тоа е исто, мислам, спорно прашање. Меѓутоа, во глобала, самиот зборник кажува. Семок во јудео-христијанската традиција, семок меѓу другото значи способност да се создава од ништо. Во античката филозофија тоа баш и го немаме. Екс нихило нихил фит. Ништо не настанува од ништо. Се настанува од некој материјал. И се милостивост. Се доброст или се милостивост, не сум сигурен. Тие на латинско англиски се викаат omniscience, omnipotence и omnibenevolence. И сега видите, тука имаме контрадикторна низа. Ако имаме вакво суштество и во исто време го имаме злото, нешто тука не е во ред. Значи, тие работи не идат заедно. И тој конфликт тој, така да кажем, концептуален конфликт го раѓа проблемот на злото.
проблемот на злото. Проблемот на злото исто е, така да кажам, повеќе слоен. Например, ние го имаме физичкиот проблем на злото. Што е физичкиот проблем на злото? Еве, постојат 4, да кажеме, типа. Физички проблем на злото. Физичкиот проблем на злото е самиот факт дека ние во овој свет мораме тешко да се бориме за да преживееме. За да ги избегнеме сите неволи кои ни ги подготвува светот, кои ни ги подготвуваат другите луѓе и кои ни го подготвува самиот факт на несовршеноста и минливост на светот во кој живееме. Тоа е значи физички проблем на злото. Физичкиот проблем на злото се пројавува практички постојано. Например, ние можеби во моментов или во овој период не сме толку изложени, иако, велам, тука се опфатени разни видови на болести кои се доаѓаат неочекувано, меѓутоа, како и да е во некои делови на светот, тоа е проблем со кој луѓето се будат наутро и одат на спиење најче, например во русо-украинскиот конфликт. Голем број на луѓе се непрестанно изложени на физичкиот проблем на злото. Затоа што самото нивно постоење е постојано во опасност. Потоа го имаме така наречениот, или така да го наречеме, екзистенцијалистички проблем на злото. Кога знаеме дека живееме во еден, кога ќе пораснеме, затоа не е добро да се порасне, меѓутоа што да правиме? Кога ќе пораснеме, сваќаме постепено во дека светот во кој што живееме е малку поинаков од она што сме го очекувале, и тогаш можеме да си го поставиме прашањето каква е смислата на таквото постоење. Дали воопшто вреди човек да тежне кон што било, кога на крајот на криштата се ќе заврши онака како што завршиле сите наши предци, например. Екзистенцијалистички проблем. И значи зошто јас би се обидувал да постигнам некаква одличност? Зошто јас би се обидувал да бидам праведен? Зошто јас уопште би се мачел така да сега велам ги карикирам нештата, меѓутоа луѓето го чувствуваат тој проблем. Зошто јас воопшто би се мачел да живеам? Кога мојот живот е онака, во животот е онака ќе се соочувам главно со предизвици и со проблеми и на крај ќе заврши повеќе или помалку неславно. Тоа е, велам, не е тоа чувство кое треба да го негуваме, далеко од тоа, меѓутоа луѓето го чувствуваат. Затоа луѓе, исто, една од причините зашто луѓе посегнуваат по собствениот живот е тоа итно чувство на екзистенцијалистичкиот проблем на злото. Потоа имаме религиозен проблем на злото. Религиозен проблем на злото е проблем со кој се соочува една побожна личност, на кој се случуваат работи, кои може да ја поколебаат нејзината вера. Тоа, например, се има случајно, далеку од тоа да е единствен случај, со извесен број на членовите на еврејската популација после Втората светска војна. Бидејќи сите твои теолошки идеи, концепти, сваќања, верувања се рушат пред еден толку застрашувачки чин на уништување. Тогаш луѓето ја губат својата вера. И конечно го имаме филозофскиот проблем на злото. Што е разликата меѓу филозофскиот и религиозниот? Религиозниот проблем на злото бара, така да кажем, пасторален или свештенички одговор. Религиозниот проблем на злото не навлегува во самата суштина на проблемот, туку се соочува со проблемот од теолошка или од доктринарна точка на гледиште, што значи дека одговорот може да го понуди свештено лице или самиот верник. Филозофскиот проблем на злото е, така да кажам, еден салонски проблем.
во известна смисла. Иако сметам дека е навистина вредно и важно да се расправа. Филозофскиот проблем на злото е чисто теоретски проблем кој ни создава така наречени аргументи, атеистички аргументи против постоењето на Бог. Со тоа се занимава филозофскиот проблем. Значи, истата контрадикција ја согледуваме тука и наместо да се плашиме за животот, наместо да сметаме животот безсмислен, наместо да разговараме со свештеникот, отецот, со кого било, ние доаѓаме или изведуваме некои филозофски заклучоци за природата на светот. И тој може да преземе главно два облика. Едниот е логички аргумент против постоењето на Бог и другиот е тој збор го преведов, меѓутоа ја немам презентацијата сега. На англиски е evidential, нешто како показен. Не знам кој збор го искористи. Нешто како показен аргумент. Што е логичкиот аргумент? Логичкиот аргумент денеска е повеќе или помалку побиен, иако луѓе се обидуваат да го оживат. Логичкиот аргумент вели дека, земајќи го предвид атрибутите, посебно се наивноста не е толку дискутирана, меѓу семојките и семилост, се доброста и фактот за постоењето на злото, постоењето на Бог, на Богот на монотеистичките абрахамски религии е логички невозможно. Што е логичкиот аргумент? Логички е невозможно да постои Бог, доколку тој Бог е семоќен, семилостив и доколку од друга страна постои зло. И сега исто така имаме и така наречен, не знам, показателен, evidential, кој сега долга расправа, ние не можеме да ги покриеме сите нешта, земајќи предвид можда ограниченото време кога го имаме. Меѓутоа, најкратко тема не дојдеш. Проблемот на теодикеја и проблем на зло. Тоа е главната тема. Па добро, имаме, јас сметам уште 20 на минути, 25 дури би се осмелил да кажам. Тој показателен проблем на злото... Демонстративен. Па могуч, да, возможно е, да. Евиденцо не знам, стварно и бев многу задоволен со својот превод, дека многу беше добра презентација. Исчезна, како и да е, неговата идеја е да укаже, односно да демонстрира дека постоењето на Бога е многу малку веројатно. Значи не е невозможно, меѓутоа е толку неверојатно, толку малку веројатно, што не се исплати човек да негува некои теолошки размисли. Значи тоа се проблемите, тоа се видовите на зло, тоа се Божите карактеристики, проблемот на злото и имаме два аргументи од зло. Ево следејќи го Љупчо, демонстративен и логички. Сега, теистичките мислители, но и други филозофи кои едноставно сметаат дека е во ред да се уклучат во расправата, уште од памтивек развиваат начини на кои тој проблем на злото може да биде одговорен или разрешен. А иначе, тој како што го знаеме денеска, наводно е формулиран уште од Епикур. Тој податок го наоѓаме во дело на еден ран христијански отец кој се вика Лактанти и кој напишал повеќе дела, меѓу кои е и Де Ира Деи, за Божиот гнев. И тој таму вели, наводно цитирајќи го Епикур, дека проблемот на злото, од прилика, велам повторно,
не можам да цитирам како што е наистина напишано. Меѓутоа идејата е дека доколку ги имаме овие одлики, доколку имаме Бог кој е сезнаен, тогаш тој знае дека злото постои. Доколку имаме Бог кој е семоќен, тогаш тој може да го спречи постоењето на злото. Доколку имаме Бог кој е седобар, тој сака да го спречи постоењето на Бог, на злото. Доколку не, тој или не е семоќен, или не е сезнаен, или не е седобар, што значи дека не е Бог. Накратко. Значи, тоа е една формулација, Хјум исто така ја следи таа формулација, благо модифицирана. И луѓето, за да се справат со тој проблем, развиваат два типа на одговор. Едниот се вика одбрана, другиот се вика теодикеја. Одбраната значи дека и воглавно се однесува на логичкиот проблем. Одбраната значи дека јас ќе докажам, често пати следејќи статистички методи, често пати, скоро секогаш, следејќи логичко изведување, јас ќе докажам дека постоењето на Бог не е невозможно. Наспроти овие атрибути божествени што ги има и наспроти постоењето. Тоа е одбраната. А теодикејата е многу посложена работа. Теодикејата настојува да покаже дека постои една многу прифатлива, многу plausible, како се га plausible? Плаузибилна приказна во која можеме прифатлива, да. Можна рационална, можна прифатлива приказна во која можеме да ги удомиме и Абрахамскиот Бог и злото. Значи, теологијата захтева многу поголем напор. Бидејќи одбраната само докажува дека не е невозможно, а теодикејата треба да во најмала рака демонстрира дека е можно, што е значително потешка задача. Океј. Сега, јас реков на почетокот како спойлер дека Платон проблемот на злото го решава најмногу подпирајќи се на идејата за материјата. Но исто да кажав дека кај Платон материјата всушност не постои. Она што ние го нарекуваме материја доаѓа од Аристотел. Хиле како еден безсвојствено подлежечко нешто кое кога ќе му придадеме различни својства или атрибути, значи една твар која станува ствар или конкретно нешто кога ќе му се додадат разни атрибути. Додека доколку ги одземеме сите атрибути од едно конкретно нешто, како што е таблава, ја одземеме белината, ја одземеме, како се вика тоа, правоаголноста, и земеме сите атрибути по себе, предпоставуваме дека она, до што ќе дојдеме, анализирајќи наназад, е така наречената протехиле, или прима материја, или пробитната материја, која е тотално безкачествена. И која во потенција ги содржи сите нешта кои можеме да ги восприемеме. Океј? Значи, тоа е аристотеловски концепт. Тој вели дека, и тука збориме за телата, за елементите. Не? Четирите познатите 4 елементи.
како видат и ова индиците имаат уште еден. Има и Аристотел, ама огненот кој се смета за најсуптилен, воздухот, водата и земјата. Тој е градивниот материјал. Тој е градивниот материјал, таа теорија за елементите. Ова е позната и претходно, меѓутоа, уистински смисла на зборот ја видува Емпедокле. Емпедокле четирите елементи ги смета за граѓата на светот. И тие се ненастанати и неуништливи, секогаш постојат. И се што имаме тука, всушност, не е ниту настанува, ниту бива уништено, ниту исчезнува, туку се создава преку модификација и мешање на елементите. И тие се темелни, основни. Огненот, воздухот, водата и земјата се комбинираат во разните нешта кои постојат, потоа се разградуваат, се одделуваат, никогаш не се разградуваат. И тие се основни. Сега кај Платон исто ги разградува елементите и он исто ги смета за граѓа на светот. Се што постои е составено од оган, вода, воздух и земја. Меѓутоа, елементите кај Платон имаат еден чинител кој им подлежи. И интересно е да се знае, сега не нормално тоа е овој не можеме да расправиме Платоновата математичка или геометричка космологија, меѓутоа така да кажам, атомите кои ги градат елементарните молекули кај Платон се триаголници. По математичка теорија, значи имаме точка, имаме прав, и тој вели, јас до тука ќе расправам. Има и под триаголниците нешто, ама подобро да не навлегуваме во тоа прашање сега. Значи имаме точка, имаме, как се вика тоа? Геометриска слика и од тоа добиваме потоа солец. Добиваме геометриски форми. И така, Платон така го гради светот, геометриски. Значи, атомите кај Платон се триаголници. И триаголниците се групираат во разни видови на геометриски тела кои припаѓаат на секој од елементите. Така, например, геометриското тело на огненот е пирамидален. И слично. Значи, тоа се, така да кажеме, Платоновите атоми, кои ги градат молекулите, кои потоа се групираат во тело. Аристотел има многу по, така да кажеме, абстрактна теорија. Оние има подлежечката твар, која е потполно безкарактерна и спротивностите, темелните спротивности, кои се исто старопитагорејски, како се вика не старопитагорејски, него предсократовски. Значи, основните темелните спротивности, влажното и сувото, топлото и студеното. И заедно со подлежечката материја го градат светот полека, трансформирајќи се во елементите, повторно, кои понатаму се комбинираат. И, значи, кај Аристотел не е доволна само материјата, кај Аристотел е неопходна и формата, затоа неговата филозофија понекогаш се нарекува хиломорфизам. Затоа што имаме морфе, имаме форма и имаме материја. Кај Емпедокле има само материја. Кај Платон има само тела. Само тела. Значи, кај Платон материјата е телесност. И тој ја нарекува ананке. Ананке значи и нужност. Се разбира, кај Платон постои и уште еден фактор, но тој фактор е надворешен. Тој фактор е интелектот или Бог. Кај Платон исто, Бог е чист интелект. Трансцендентен.
Меѓутоа, тоа е сега друга приказ. Материјата, телесноста. Телесноста кај Платон го сочинува овој свет преку триаголници. Аристотел смета, видите, Платон има еден концепт многу како да кажам, револуционерен. Рекува хора, видите ова хилен, ние го преведуваме како материја, тој изворно се значи Град. да. Град. Значи оно што луѓето правеле рецимо масло. Уште пред тоа си значило дрво за огрев. Уште пред тоа си значило шума. Грчкиот, така да кажам, филозофски јазик се развива од основните поими кои едно земјоделско општество го имало. Хора, исто хора, ние го нарекуваме денеска простор. И Платон го сметал за простор, а тоа изворно се значило земја, територија, место. Платон го сваќа просторот, сега велам, не секој ќе се согласи со ова, некој ќе рече дека да, хиле и хора се иста работа. Дека Аристотел го детектира постојањето на неговата хиле кај Платон, меѓутоа Платоновиот концепт е не целосен и многу збунувачки, многу непрецизен. Меѓутоа постои други толкувања. Платон го сваќа хората или просторот како, така да кажеме, местото каде што светот настанува. И на почетокот, кој всушност не е вистински почеток, бидејќи Платоновиот космос е не е временски, не може да се, не е времен, како се вика тоа? Е вечен, но во една многу поинаква смисла. Не можеме сега космологија платоновска да дискутира. Како и да е, на почетокот или пред почетокот постои просторот, хората и постојат одсјаи од блесоци, рефлексии од идеите, од формите, особено од формите на елементите, бидејќи во совршениот свет исто имаме оган. Имаме идеја за оган. И таа идеја се рефлектира врз оваа хора, врз овој простор. И тука имаме некоја извртена рефлексија на идејата на огнот. Исто се однесува на идејата на земјата, например. Таа се рефлектира. И тука, меѓутоа, тука настанува, бидејќи овој примателот, примателката, односно, просторот е малку нестабилен. И кога идеите на елементите се рефлектираат тука, се одразуваат, тука настанува цел хаос, меѓутоа буквално хаос. Платон исто го нарекува хаос. И тој хаос е сега светот кој го имаме. Значи, многу несредена состојба. И сега тука доаѓа демиургот. Сега доаѓа чистиот интелект, Бог, кој применува математички начела врз хаосот. Применува математички начела и го организира. Овие рефлексии ги образува во правоаголни триаголници. Потоа тие се комбинираат и настанува целиот свет. Она што е проблем, и тоа е материјата кај Платон. Значи материјата се тела. Они се тела уште од самиот почеток. Овие их не ги нарекува, тој траги. Од блесоци, од идеите. Они се од самиот почеток тела, меѓутоа се неоформени. И демиургот, Бог, им дава облик, им дава форма. И тие го создаваат овој свет кој е најубав од сите можни светови.
и најпотполно од сите можни светови, бидејќи е создание на се добриот демиург. Меѓутоа што се случува? Се случува тоа што остатоци од исконскиот хаос се задржуваат во сега веќе оформените триаголници кои ги создаваат елементите кои се комбинираат да создадат природата и човек. Сам човекот постојат и полубогови кои соработуваат со демиургот и така. Значи, проблемот е што оваа телесност, која Платон ја нарекува ананке или нужност, секогаш и за секогаш ќе ги задржи остатоците од примордијалниот хаос. И демиургот и останатите божества се борат со тој хаос. Се обидуваат да го уобличат, да го направат што е можно побезопасен и успеваат, меѓутоа само да одредена мерка. Хаосот за секогаш останува, како се вика тоа, инхерентен во светот во кој што живееме. И тој хаос се одразува преку, се пројавува во обликот на сето она што не окружува како материјална природа. И тоа е материјата кај Платон. Значи, материјата е инхерентно и непоправливо несовршена, односно хаотична. И тука лежи проблемот на злото. Од тука потекнуваат сите неволи. Од тука потекнуваат сите аберации кои човек може да ги доживее, телесни, ментални. Од тука потекнуваат сите природни катастрофи. Затоа што кога човек кога светот кој е најдобар што е можно, бидејќи составен од инхерентно хаотични елементи, понекогаш едноставно не одговара на добрите намери на демиургот. И за тоа се случуваат природни несреќи. Кога истата таа материја или телесност доаѓа во контакт со душата, која е изворно потполно рационална и чиста, така наречените, разумноста на душата се доведува од знак на прашање и таа донесува погрешни одлуки што донесуваат до моралното зло и слично. Значи, тоа е основата, тоа е темата, тоа е причината на злото. Што имплицира оваа приказна? Оваа приказна имплицира дека кај Платон ние овој атрибут го немаме. Видите, во христијанството не можете да ја примените ова решение на проблемот на злото. Зошто? Затоа што не постои прво созданието е екс нихило. Добриот Бог создава се од почеток. Што имплицира дека тој е исто и семоќен. Кај Платон ја немаме семоќност. Кај Платон ја немаме семоќноста и затоа што имаме едно подлежичко начело кое е, можеме да кажеме, изворно, во известна смисла, зло. Неговата, тоа не е зло како дејственик, тоа е зло во смисла на несовршеност и инхерентна хаотичност. И тоа е еден начин на кој Платон го решава проблемот на злото. Материјата е виновна за она што не се случува. Тој има и други осврти, се разбира. Рецимо од Платон започнува со Платон целата таа идеја за слободната воља. Тој не говори за слободна воља, тој говори за слободен избор. И посебно во државата, посебно во 10-та книга на државата и во Тимај, тој ја разгледува таа можност, таа опција. И рецимо, и после еден многу познат диктум, како беше тоа? Ајдија хеломену теос анајтиос. Вината
за тоа што се случува на сите нас, е во дејственикот. Не, вината лежи во оној кој го прави изборот. Бог е анајтиос, не е одговорен. Бог не е виновен, Бог не е одговорен. Нема многу елаборација тука, ама тој диктум постои како таков и во Тима исто се збори за тој обид. Тоа денеска е тоа така наречена free will theodicy. Тоа е уште еден многу истакнат начин на кој теистичките мислители се обидуваат да одбрана од Божјата добрина, го популаризира уште Свети Августин. Што потекнало од Платон? Решение од слобода на избор. Тој исто зборува за така нареченото начело на потполност. Во современите теодикеи исто така го имаме. Овој свет, некој луѓе ќе каже, зошто во овој свет нема само ангели? Или зошто Бог не создал само ангели, не во овој свет? Зошто мора да ги има сите негативни ствари, исто шкорпиони, лоши луѓе, такви ствари? Начелото на потполност. Кај Платон, светот на идеите е таков, се што постои овде е одраз на светот на идеите. Значи, ако овде постои човек, тоа значи дека имаме човек. Идеја за човек. И за да биде овој свет најпотполно што е можно, сите нешта што се горе мора да бидат овде. Како е горе, така и долу. Меѓутоа, за тоа што се одразуваат на оваа хора, онда се малку искривоколчени. Начело на потполност. Значи, слобода на избор, начело на потполност, материја. Потоа исто имаме кај него имаме така наречено правда, решение од правда во идниот живот. Платон признава реинкарнација, селење на душата. Во овој тоа е во законите, во 10-та книга на законите е сосема експлицитно изнесена таа одбрана. Во овој живот можеби си праведен или праведна и ти се случуваат лоши нешта, меѓутоа врховниот шахист, вели Платон, ќе ве распореди сите таму каде што припаѓате. Добрите души ќе идат на добри места, злите души ќе идат таму каде што припаѓаат. И тоа е тоа, значи, видите, имаме концепт на зло, на Бог, имаме разбирање на злото, имаме проблем на злото, кој се генерира благодарение на конјункцијата на Бог и сеприсутното зло. Имаме разни видови на проблеми на зло. Филозофскиот проблем на зло ни ги донесува логичкиот и демонстративниот аргумент против проблемот на злото, од кој што следуваат одбраните и теодикеите, и Платоновата теодикеја пред се подпира на неговиот концепт на примордијална телесност или материјалност, но и тоа исто така нуди други перспективи, како што се она што денес го нарекуваме слободна волја, како што е правдата во идниот живот, како што е начелото на потполност и слично. Јас мислам дека моето време истече, ако не и претече, и да се благодарувам многу на вниманието и да, любезност. Верувам дека Палтата е на мене сега и Јасмина мора да замине. Јас ќе имам добрата домакинка. Да, благодарам Викторе и од мене и од нас како организатори. Мислам дека беше поинтересно и некаква Божја волја беше тоа што ти си изгуби живот. Мислам направи еден поинтересен Аристотел и Платон. Поентата беше да зборуваш за Платон, но вклучно со Аристотел, а цело време се однесуваше Аристотел, односно не седна. Се те почита. Перипатетички. Честитаме, мислам дека животме. Сега го отварам простор за
дискусија развива прашања, било што е отворено Виктор да ни помогне во однос на овие прашања кои што те денес ги отвори. Да, слободно. Би сакала да ти честитам за самото разработување на проблемот на злоупотреба Платон, затоа што откако ми падна во раце книгата Зошто страдаме, сватив дека воопшто не сме се ни занимавале со оваа тематика за време на нашето студирање. Сосема нова проблематика е и мислам дека заслужува афирмација за вакво нафаќање. Теодикијата не само што е, дека како што кажете, доста сложена тема, па уште и кај антички мислител дека дознаваме сега. Не толку експлицитно дека ја именувал така, меѓутоа ете, со вашата презентација се отворија многу работи. И сега прашање во ние и просто ако грешам или нешто погрешно сум разбрала, дали хронолошкиот светот на идеите е во наводници кажано постар од Демиургот или во исто време се појавува? Демиургот, прво благодарам, тука имав малку среќа, бидејќи истражувањето на платонизмот денеска е малку презаситена област и тима и исто така, многу се работи на тима и многу извънредни критичари, филозофи, историчари на античката филозофија работат на тоа. Меѓутоа некако тоа се случи спонтано навистина за теодикијата, бидејќи не е експлицитна, да. Не е експлицитна, меѓутоа и не е тоа така. Помина се други предизвици, таков е живот. А за Демиургот е релативно доцен концепт кај Платон. Демиургот е релативно доцен концепт, он се споменува уште во Републиката, меѓутоа не е изграден. Само во доцната фаза, во Тимај, во, како се га тоа, Политикус, во Софист, имаме појасни карактеризации на Демиургот. Значи тоа е продукт на Платоновото размислување во неговата доцна фаза која веќе се ближи крајот на животот, кој станува потполно атеистички мислител. И Демиургот не е една од идеите. Демиургот е навистина, велам не сега ќе се согласи со тоа, меѓутоа моето длабоко уверение сега за сега, Демиургот е навистина трансцендентално божество, трансцендентно божество, кое во известна смисла не може да се каже дека го надвишува светот на идеите, меѓутоа е едноставно посебно одделен метафизички и како се га тоа? Цивилизацијо. Метафизички и космолошки ентитет, кој служи како врска меѓу светот на идеите и светот во што го познаваме. Терминус медиус аристотеловски или аксиом може да биде. Предпоставка која се треба да се докажува, Да. докажува. Да. Брзува. Навистина, како Платон, чисто за разлика од идеите, каде што имаме аргументи, Демиургот не го докажува неговото постоење. Ето е спојка меѓу
светот на идеите и материјалното постоење. Има предавање, предпоставувам. Да, има Одзедов како и да е, одзедовме доволно време, така да јас сум благодарен на стрпливоста на вистина. Извинете што ве прекинувам. Имаме предавање. Не, апсолутно никакви компликации. This is a completely, this is a completely different question. You don't have to answer it. In your research of Plato's materialism, did you find any influences, any Buddhist influences or any kind of Eastern influences from other more ancient traditions of thought that you found interesting that contributes to his understanding? Well, the serious scholars who identify Eastern or Indian influences in the philosophy of Pythagoras. I think that Plato had everything he needed in the area where he lived. Of course, he was a dedicated Pythagorean in a sense, so if the premise is true, meaning that Pythagoras was influenced by some Indian theories, then Plato, of course, imbibed the same influence. But we have no evidence whatsoever that he came in contact with anybody else outside of the Greek world. Once again, if the Greek world has already been influenced by India, and we have some evidences in this regard, then he might have been as well. But Buddhism, I don't think so. I think they were kind of contemporary. Gautama Buddha and Plato were kind of contemporary, or I don't know, maybe a century apart, which is not enough. But if there were Indian influences, then these were pre-Buddhist ideas. Yeah. Interesting cosmology is similar. Yeah. Извини. Благодаря. Сега да кажем за веки, како се казва, сте платонист горе. 186-7. Солидно. Солидно мислим. Спомнавте дека при крајот на предавањето дека за да би имало човек овоплотен во светот на хората или на телесноста, би требало да има идеја за човек во светот на идеи. И прашањето ми е едноставно, како кои списи на Платон многите конкретни идеи или ова ваша интервенција дека би постоела идеја за човек, бидејќи јас како што според моите сваќања, Платон никогаш не дефинира што точно би можело да биде идеја. Поблиско е до Анаксагоровите семки, пример, кои што имаат тие познати три стъпки, дека себе можело да биде семе, или дека одредени атрибути како спротивностите влажно, суво, топло, ладно може да биде семе, или дека одредени физички или овоплотени тела може да бидат семења, но во кои дел од Платоновиот опус ја наоѓате смислата за тоа дека еве човекот би можел да биде исто така идеја? Благодарам, тоа е можда интересно прашање и доста сложено, бидејќи се што се однесува на Платоновите идеи е сложено прашање. Баш затоа што тој не е, така да кажам, школски мислител како Аристотел, кој можеме да кажеме дека практички пишува прирачници. Платон е литерарен деец исто така. И велам еден во известна смисла флуиден мислител, така што неговата теорија за идеите вистина е дека вистина, веројатно не стекот на времето се менува. Сега, она што е несомнено спорно, кога се во прашање идеите, е дали постои идеја на лошите нешта.
и дали постои идеја на, например, кал или влакна. Значи некој не е или идеја на зло. Тоа е спорно. Иако поголемиот дел мислителите ќе отфрлат можност за постојана идеја на зло. Што се однесува до другите идеи, практички е несомнено дека тие не прават оно што сме. И за да не направат оно што сме, тие мора да постојат одделно од нас. Кај Платон индивидуата, освен душата, е така наречен на bundle of properties. Значи разни својства кои не знам. Кои да кажам се лепат на единка, да? Македонскиот ми е малку неизвежбан во ова подречје. Значи тоа го имаме во Фајдон. Несомнено. Платон објаснува како нештата постојат или се онакви како што се за тоа што се одразуваат идеите на нив. Во Тимај имаме несомнени и експлицитни изјави, што веќе го споменав, дека она што го имаме овде е така затоа што постои нешто што му претходи и што е горе. И тука нема апсолутно никаква дилема. Рецимо, дури се дискутираат 4 подрачја кои им припаѓаат на елементите, сите живи суштества кои постојат во водата, рибите, сите живи суштества кои постојат во воздухот, сите живи суштества кои постојат во огнот, тоа се боговите, и сите живи суштества кои постојат на земјата, сувоземните животни, сето тоа е тука за тоа што предходно постои горе. Така да постојат експлицитни изјави, а исто така имаме и голем број на парадокси кои ги утврдува Аристотел и кои сведочат за тоа дека Платоновата теорија земала предвид такво нешто, едно постоење на рецимо човек, дури го имаме тој познатиот трет човек парадокс, проблемот на креветот и така, значи кои се несомнени докази дека Платон верувал во една идеја конкретна, благодарение на која овоплотената стварност овдека е она што е. Толку можеби некој од професорите би можел или би сакал нешто да додаде, меѓутоа ако би можел и цитати, тоа што ми да на памет не, меѓутоа знам од прилика кај се рецимо Тимај некаков проблем. Така да тоа нема многу сомнежи. Во најмала рака е тотално експлицитно речено рецимо дека овие живи суштества кои постојат тука, елементите исто така. Доброто е несомнено, се што е добро е благодарение на постојањето на доброто како идеја, значи оно што ние ги нарекуваме денеска етички или морални вредности, сето тоа постои како ентитет. Толку. Јас само би сакал, Викторе, да ти честитам. Јас бев професор на Академијата Виктор. Да изразам сега во овој чин моето задоволство, што слушнавме денеска една жива филозофска реч и како што кажа нашиот председател на друштвото, Љупчо Митковски, испадна уште подобро. Според мене, ова предавање што го слушнав, ми изложи во него резултати од еден многу потемелен, изработен, длабоко обмислен труд. Тука има многу прашања да се постават. Значи, и разбирам што Платон до ден денешен е актуелен. Тој воспоставил една филозофска парадигма. Тоа Лајбниц го кажува убаво на едно место, меѓутоа во понови интерпретации не забележувам дека Платон од една страна е основоположник на филозофскиот идеализам, а
Епикур е основоположник на филозофскиот материализам. Во еден спис на Лајбниц дословно стои така, мислам, прилика. Меѓутоа, оваа линија на интерпретацијата на Платон, како објективен идеалист, основоположник на идеализмот, кој кулминира кај Хегел по неговата абсолютна идеја, многу таа линија на таквата интерпретација форсира подоцна марксистите. Сега некако не забележувам во поновите интерпретации на Платон токму тие од своји причини, тоа марксизмот имаше своја идеологија, своја философија и идеализмот беше жестоко напаѓан, меѓутоа по мене само по себе тоа не знам дали материјалист или идеалист не е, туку дали се решаваат проблемите. Платон ги артикулира проблемите на неговото време. Но еве овака како што го изложи ти, особено е актуализирана оваа проблематика кај Лајбниц. Она критика што ја искажа ти за теодикејата на Лајбниц. Волтер, како познато е, како го исмеваше во Кандид Лајбница, ви го најубавиот од сите можни светови, послучува една стихија, како што е земјотресот не. Од многуте поенти што ги содржи твоето излагање, јас една вака би обележал ставот дека изворот на злото е телесноста, несовршенството, телесната несовршеност, несовршенството на овој свет. Со денешниот речник на науката, на телесноста, ова што го речете дека во фората, што е од денешната гледна точка на денешните науки. Телесноста, атомите, квантите, тоа е еден света диафора, вон доброто и злото. Не подлежи на такви квалификации. А напротив, за злото, за моралното зло, може да размислуваме инаку. Од идеи некој може да дојде. Идејата на геноцидот, идеја на човечкото суштество, да истреби некој од човечкиот род. И човекот е единственото суштество способно за агресија внатре собствениот род. Интраспеција се агресивен. Агресивни се и другите животни во одредени периоди, нели? Големите мачки, себе се агресивни, така натаму. Меѓутоа тоа е дозирано. Кај човекот постои идеја од која може да се одлучи во некое големо зло. Сега, моето размислување тука оди во овој правец. Дали само злото од телесноста доаѓа, од несовршеноството, или може да дојде од некои идеи? Особено мислам на ова втората категорија, дека моралната. Благодарам Виктор уште еднаш и честитам за излагањето. Не, фала. Тоа е вистина, ова што го рековте, Платон веројатно, него сигурно би кажал дека моралното зло не би постоело, можеби, кога не би постоело материјалноста, затоа што тоа се раѓа само во услов на контакт на рационалната душа со телесноста. Бидејќи рационалната душа си има изворно, има тој кругот кај што во Фајдрос, а и во Тима исто. Во Тима има звездата на која што е родена, која кружи околу универзумот. Тоа се представи. И демиургот ја води душата и каже, еве овака стојат работите сега. Во Фајдрос ги имаме душите кои го следат танцот на боговите, така да кажам. И значи они се чисти. Дури кога, и нема тука никакво зло во таа сфера, дури кога ќе дојде во контакт со телесноста и вели душата има два прстена кои се вртат, како што душата на светот ги има, и кај душата на светот се потполно правилно се движат, и затоа светот е совршен. Он има душа која
која е вечна, која е неунишлива и која е секогаш рационална. Меѓутоа, овие круговите на душата, кога ќе дојде во контакт на материја, исто се испрекршуваат. И нејзината рационалност се затемнува или се губи и така настанува моралното зло. Доека е тука, доека не е во контакт со телесноста, нема ништо лошо. Жадот на човека. Тоа е, да. Да, тоа е изворниот пад. Изворниот пад. Да. И интересно, Платон вели првата инкарнација на човекот, на сите души, не на човекот, првата инкарнација на сите души е идентична во машко тело. И тука има можност веднаш од прва, бидејќи демиургот му ги дава сите податоци кои се неопходни за среќен живот и за враќање на звездата од каде што доаѓа. И тука има можност да живее потполно праведен живот и веднаш да се врати. Меѓутоа, ако не успее, следното раѓање е женско тело. И потоа иде понатаму деградацијата. Сега феминистите ги скокнале на ова сега. Тоа е, мислам, тоа е така, сега, не велам дека тоа, мислам, сето тоа е еден мит, еден космолошки мит. Меѓутоа, што да правим? Тоа го читаме во Тиме. Првото, нормално ти е. Иначе не бил многу антифеминист Платон. Во државата, исто во првиот дел на Тимај, тие, како се викаат, заштитниците, они се, може да бидат и мачки и женски, и жените учествуваат во сите активности на државата, вклучително и војни активности и така. Она што е малку страшно кај Платон е таа, како се вика тоа, еугенетика. Рецимо, ако имаме деца кои не се баш окей, онда ги праќаат овие спартанци и ги убиваат. Платон малку вида некако брата со некоја друга држава која и само ги бираат тие што се, и сите деца се заеднички. За највисоката класа, за одличните луѓе. И деца ако не се баш окей, онда така да. Ali ja nego su gledam kao Експертаците практика од ето. Виктор, јас сакам да ти се заблагодарам, нема прашање, нема ни коментари, ми е големо задоволство што присутен на твоето предавање. Ние имавме предавање од естетиката, требаше вежби, но велам исто како да имаме вежби сега од естетиката, да го слушнеме Викторот, најголемиот естетичар, сепак, Платон. Јас тука со Вајтхед се согласувам кога вели дека секупната западноевропска филозофија е една фуснота кон творештвото на Платон. Како стареам се повеќе го разбира Платон, во младоста некако Аристотел ми беше подрак, ама како доаѓа староста се поблиску одам по Платон, веројатно е тоа разбирливо. Прашањето од областа на естетиката е аналогијата меѓу грдото и злото. Дали може нешто тако да се изведе, ако тоа е голема тема сега, да не нагуваме. Но јас им го поставив и тоа на моите студенти, како можно пристапување кон денешното предавање кон оваа тема, затоа што проблемот на просторот е проблем всушност на хармонијата и дисхармонијата и диспропорцијата. Ако речеме просторот е хармоничен, како што Платон тоа го изведува, тогаш хармонијата доведува соодносот до убавината, дисхармонијата нели би била она што ќе се врзе за грдото. И така и е во класичното толкување на убавината, на историјата. Но во источните филозофии не е така. Таму дисхармонијата создава еден друг и поинаков тип на убавина. Не би одел во тие теми, можеме да си поразговараме отворено. Сакам подоцна, нели, во потесно друштво. Сакам да искажам својата голема благодарност за денешното твое предавање. Жалење што не си тука, нели, повеќе, подолго, не си институционално врзан за нашиот факултет, иако си алумни, нели, кај нас на институтот.
Но не е никогаш доцна и посакувам да се оствари твоето доаѓање овде. За жал не знам, многу работи кај нас не се такви какви што треба да бидат, ама тоа не пречи да се трудиме до крајот. Ти посакувам уште поголем успех надвор. Најтешко е човек пророк да биде дома, тоа ми е познато на пророците, ама некој ќе се успее надвор, тогаш полесно е доаѓањето тука. Уште еднаш ти благодарам. Па да привршувам. Да, јас мислам веќе да. Да, благодарам уште еднаш од името на организаторите. Благодарам со Виктор. Се гледаме не тук, но следвачите години се надевам помалку време ќе помине наредната средба во најдобра форма и се гледаме на светски ден.